Почувани, повод за днешната пресконференција е непостапувањето на Петре Шилегов во врска со најголемата и најскапата џамија која самата по себе е уникатна како единствена со две минаринија. Оваа џамија е изградена на атрактивна локација до самиот автопат на излезот од Скопје према Тетово, а за која, според потврдени сознанија на македонската тајна полиција, за нејзина изградба се донирани најмногу средства за џемиите во Македонија од една исламска држава. Меѓутоа, оваа џамија е дивоградба, што е потврдено од најкомпетентно место, решение од градскиот инспекторат под број УП БР 19/108/3, кој е извршно и се допушта негово извршување. Врз основа на ова решение, инспекторатот на град Скопје има донесено заклучок број 19/108/4 за дозвола за извршување, во кој стои, цитирам: се налага на исламската верска заедница веднаш сам го урне верскиот објект џамија, бидејќи е изграден спротивно на просторниот урбанистички план. Доколку исламската верска заедница не постапи по овој заклучок, извршувањето ќе се спроведе по пресилен пат од страна на градскиот инспекторат. Значи, од правен аспект работите се јасни и недвосмислени. Не е спорно дека постои џамија дивоградба. Не е спорно дека има правосилен и извршен правен акт за нејзино отстранување. Меѓутоа, реалноста е поинаква. До денешен ден, овој правосилен и извршен правен акт стои закочен во фиоката и на новиот градоначалник Петре Шилегов, и тој не постапува по овој заклучок и не го спроведува. Вчера од СДСМ бомбастично соопшти дека отстранувањето на споменикот на македонскиот револуционер Андон Лазов Ќосето значило крај за дивоградбите во Скопје. Меѓутоа, Петре Шилегов не постапува согласно своите законски надлежности и не ја отстранува џамијата дивоградба. Значи, уште една голема лага на владата на Зоран Заев. Почувани присутни, законите мора да важат за сите во државата. Новата легална власт ќе ги разгледа можностите за правна, законска отговорност за сите случаи во изминатите 27 години за своеволно и незаконско поставување на објекти поврзани со албанското малцинство во земјата. Оваа катастрофа што ја предизвика СДСМ и ВМРО-ДПМН во изминатите 27 години, законите да важат за сите, но не и за албанското малцинство, мора да престане. Ви благодарам.